Почитувани, власта во 2022 година во јавното претпријатие Македонски шуми вработила 480 луѓе за период од 1 март до 31 декември. Овие вработувања требале да зголемат продуктивноста на јавното претпријатие, односно да се зголеми сечата на дрва. Резултатот од тие вработувања е еднаков на нула. Имено, реализацијата на сечата на дрвата е помала за 4 пати од времето кога ВМРО ДПМН управуваше со Македонски шуми. Овие 480 вработувања се за работните места сечачи, дотурачи, редачи, утоварачи, истоварачи и шумски работници, за кои што Македонски шуми ќе одвои 170.000 евра месечно за плати, односно за 10 месеци ќе се потрошат 1,7 милиони евра. Од профилот на вработувањата може да се заклучи дека требало да има зголемување на продуктивноста, а не катастрофална реализација како што е сега. И сето ова било во ред доколку јавното претпријатие Македонски шуми си ја вршеше обврската и обезбедеше доволно огревно дрво, имајќи во предвид дека согласно Државниот завод за статистика, над 50% од домаќинствата во Република Македонија дрвото го користат како главен енерген за затопнување на домовите. Со ваков неспособен менеджмент, Македонски шуми нема ниту доволно дрва за огрев, а претпријатието се расфрла со непотребни вработувања и пари кон фирми. Власта и Љупчо Николовски единствено ги интересираат криминалните бизнис делки, а не и проблемите на граѓаните во Република Македонија. Впрочем, власта наместо со новите вработувања да зголеми ефикасноста, таа вдомува свој партиски војници по институциите кои не ги извршуваат своите работни задачи. Со оглед дека сечата на огревно дрво од страна Македонски шуми нема ниту 20% реализација, а граѓаните се препраќаат во приватните складишта каде цената за метар кубен огревно дрво чини над 5000 денари.